Очекуваме ефикасно судство, транспарентно судство, делење на еднаква правда, очекуваме предметите да не застаруваат, очекуваме предметите да не се враќаат од почеток и очекуваме предметите да не се чуваат во фиоки. Тоа е тоа што очекуваме. Законите се јасни, ние не можеме да судиме, ние не можеме да правиме некаков вид на влијание врз судството, но можеме да посочиме и да покажеме прст каде се слабостите и тоа го кажуваме. За жал, од мал број на непрофесионалци или корумпирани судии, патат огромен број на професионалци и честни судии. Така се однесува тоа и за обвинителите. Ја испраќаме пораката дека ќе бидеме гласни сите, без разлика дали сме власт или опозиција, заради тоа што секој мора да ја завршува својата обврска. Горчината кај нашиот народ што се јавува, уште еднаш само потврдува дека од сите теми кои што се секојдневна преокупација на нашиот народ, делењето правда, ефикасна, транспарентна правда е многу важна за сите. Заради тоа што сите очекуваат да се добие пораката да не се повтори никогаш повеќе, односно казнувањето е токму тоа, друг да не прави кривични дела или да ги крши законите. И уште една само ќе потврдам, можеше да има веројатно и побрза правда, можеше побрзо да се носеа пресуди, можеше многу луѓе да бидат во затвори, а некои викаат кај се тие што треба да бидат во затвори, ако Заев дигаше телефон и даваше наредби на судиите и на обвинителите. Ама јас се борев заедно со нашиот народ против тоа. Ниту сакам, ниту треба, ниту некој во иднина треба да си дозволи таква работа, но тоа не значи дека судиите треба да прават се што сакат и се што можат, а вклучително тоа и да застаруваат предмети или да ги враќаат од почеток или воопшто да не ги отварат самите предмети.